Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Играчот на Манчестер Юнајтед Златан Ибрахимовиќ премиер лигата ќе ја замени со МЛС лигата во САД. Швеѓанецот постигнал договор со LA Galaxy, според кој ќе биде најплатениот играч во лигата. Најдобриот стрелец на Манчестер Юнајтед нема да остане на Олд Трафорд, туку кариерата ќе ја продолжи преку океанот. Контактите помеѓу LA Galaxy и Ибрахимовиќ пред неколку месеци ги потврди директорот на популарната франшиза Алекси Лалас, кој објави дека договорот е постигнат. Поранешниот шведски репрезентативец е најдобриот стрелец на Манчестер Юнајтед оваа сезона со 26 голови во сите надпреварувања. ЕХФ ги објави термините и деновите во кои ќе се играат четвртфиналните надпревари во Лигата на ракометните шампиони. Четвртфиналната фаза ќе ја отворат Фленсбург и македонскиот шампион Вардар. Црвено-црните во походот кон Келн најпрво ќе гостуваат во Фленсбург, а потоа ќе го пречекаат поранешниот европски првак во Скопје. Фленсбург ќе го пречека Вардар во сабота на 22 април од 17:30 часот, а ремашот ќе биде во Скопје на 27 април во 19 часот. Својот прв четвртфинален надпревар на 22 април ќе го одиграат Веспрем и Монпелје, ремашот во Франција е на 30 април. Ден подоцна на 23 април своите први надпревари ќе ги одиграат Кил Барселона, односно Пик Сегет и Пари Сен-Жермен. Универзитетскиот тим на Северна Каролина е новиот кошаркарски шампион на САД во NCAA лигата. Северна Каролина во финалето го победи тимот на Гонзага со 71-65. Северна Каролина го освои шестиот коледж трофеј, а тренерот Рој Вилијамс трет пат во кариерата го однесе својот тим до титулата. Финалето мина во знакот на судиите, особено во второто полувреме, кога поените најчесто беа постигнување од линијата за слободни фрлања. Кардинална грешка судиите направија на 50 секунди до крајот при резултат 66-65 за Северна Каролина. Микс оствари офанзивен скок, но во продолжението на акцијата во борба за топката тој со десната рака беше надвор од теренот. Момент кој судиите не го забележаа и досудија мртва топка. Овој момент го претвори Микс во херој на Северна Каролина, бидејќи ја освои мртвата топка, а потоа Езеа Хикс постигна поени. Победата на Северна Каролина ја потврди Џастин Џексон и Џоел Бери. Џоел беше најефикасен со 22 поена, 6 асистенции, 3 скока и 2 украдени топки. Џексон постигна 16, а Хикс 13 поени. Гонзага ја предводеше Најџел Вилијамс Гос со 15 поени, 9 скока и 6 асистенции. Минесота го победи Портланд минимално со 110-109. Волците ја прекинаа серијата од 6 победи поред на Портланд и внесува неизвестност во борбата за 8-та позиција на западот. Решавачките поени ги постигна Ентони Таунс на 35 секунди до крајот на мечот. Последниот напад го имаше Портланд, но Лилард не успе да погоди во последната секунда. Минесота нема никакви шанси за плейоф, додека Портланд во последните надпревари ќе води голема борба со Денвер Нагетс. Портланд има 38 победи, 39 порази, односно има 2 победи и надпревар повеќе од Денвер. Таунс од 34 поени, 12 скока, односно Вигенс од 29 поени ја предводеа Минесота, а Рики Рубио оствари 11 поени, 16 асистенции и 7 скока. На спротивната страна непрецизен беше Лилард со 25 поени, 4 скока и 6 асистенции. За вечера во НБА лигата предвидени се 11 надпревари. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костевски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.